Мене ме е здраво кога гледам дека немаме никаква мрежа. Тука си остане шо и да се деси. Дали ова треба го поминеме? Ова е патот до водопадите. Имаат нешто опасност. Сериозно? Се надевам дека овој влог нема да се вика бев убиен од дива свиња. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео во кај јас не смеам да викам многу за да не ми избркаат од тука. Последниот влог што го направив кај што бев со Луна, многу ми се свигаше, баравте пак да снимам влогови, така да еве одма го послушам и еве одма нов влог. Сега разликата во овој влог е што ја не сум дома и не го почнувам од дома, туку сум во Берово. Тука сум во Берово овие денови, али вие кои ќе го гледате видео нема бидам тука, али битно решив и овој ден или два дена да ги споделам со вас, да ве земам со мене и да видите кај све ќе ве носам и што све јас ќе правам овој ден или два. Јас бев тука и вчера, ама денес решив да снимам и утре можеби ќе снимам пак. Така да многу сум досаден. Не знам што ми е. Заборавив и да влогам и да зборам и све, али ајде заедно ќе го изгураме некако влогов, идеме во следна сцена што и да е. Искочев медија да се шетаме и секако дека има некој камион позади што секогаш кога јас ќе земам камера и ќе упалам, секогаш светот е против мене и почнува све да брчи. Али битно искочивме да шетаме и муабетот што сакам да го направам е дека ние сме или не сме доволно свесни од Скопје колку ствари сме греота и колку сме само скратени од воздух и колку само нема што да се не може да дишиш. Тука кога дојдов дури ми е чудно што вдишувам воздух, човече, во Скопје воздух не постои. Многу се нервирам што толку све се изгради, толку се сечат дрва, толку све иде земјава кај што не треба, што тука кога дишам воздух и кога гледам како треба, што вика дека Берово, како беше за Берово, како го вика? Воздушна бања дека било. Диши воздух додека моја Штефане за 2 дена се враќаш во Скопје. А иначе све е со дрва, имаш зеленила колку сакаш, имаш езеро одма тука. Гледате ги само бојата на дрва на напред. Немам зум на овој објектив, али дем, значи не знам објективов дали може да долови, али can we take a moment to appreciate дрвава. Ја сега до сега тоа зборевме дека вакви дрва во живот не сме виделе и колку се само сите бои различни и колку е само се совршено и распоредени буквално како на некоја си уметничка слика. Ја многу се дивам на такви работи, можеби вие не, али мене ова ми е прево. Јас уште сум во потрага по жолте лисија, значи сакам да си легнам во жолте лисија, носам во ова раненцов протокалов дуксер есенски, сакам да си направам пекам по таа есенска слика, сакам да легнам у тоа лисијата и да направам таква слика да ставам на Инстаграм. Што се надевам дека сега ќе се деси, така дека се деси ќе знаете и ќе имате тука како изгледа сликата и ќе имате како се правела, зашто очигледно ќе се валјам у листови ако воопшто најдеме. Ако не најдеме, ете ви само идеја каква слика да правите. Чекај, ова сакам да го покажам. Знаете овие што секогаш ни викаат да не ги дуваме? Читав на Инстаграм. Уствари цело време ко мали не учеле овие да не ги дуваме, да не оглувиме, дека не лева глуварче се вика. И дека кога ги дуваш овие може да ти влезат со уши и да те оглуват. А уствари нема врска, зашо беше здраво? Не знам, имаше нешто пишано дека воопшто не се штети, дека тоа се глупости и дека уствари биле здрави за нешто. Само не знам точно зашо беше. И во тоа име Седи, што да правам? Ајде да изградам еден огромен зид и да пуштам вода од некоја река да тече и да го наречеме езеро. И така, никнало Беровско езеро во 1970 или 71 година. Да научиме нешто ново денес. За сите родители што викаат дека ништо не учат паметно тоа јутуберите, еве сега знаете Беровско езеро кога е направено. Е така. Јас пресоблечен, најдовме листови и сега ќе ви оставам да видите како се бламирате за да направите добра слика. Добро, ваljda имаме сликата, така да ако е ставена во моментов ја гледате тука и одете сите на Инстаграм, следете ме и лајкнете ми ја сликата сите. Па што е тоа? Мислиш дека е безбедно да му се приближиме? Сакаме ние да јаваме конј и сега ствари ќе идеме да прашаме, зашто тука можеш, пишува на интернет дека можеш, али сега ќе идеме да прашаме дали стварно можеш да јаваш. Ако можеш, сега ќе јаваме. Ма да немам јавано, тоест ќе јавам втор пат во живот. Прв пат јавав за 60.000 специјално, така да should be fun. Абе, ако има огромен фудбалски терен и ако е прекрасен, да се симнам да играме на партија. Сепак не ни да јаваме коњчиња. Било само за гостите на тоа таму, кај што ние не сме сместени, на друго место сме и не ни дава да јаваме коњи. Срам да ви е. Сега, зашто од нас толку денес све ни се погоди. Со Бајле станавме нешто како 9:30, доручекот беше до 10 и да останеш дури отидеш. Више од доручекот немаше останато скоро ништо и тоа што имаше беше
Много убаво. И затоа сега решив да се прехранувам. Немам доручек, тоаш денок ќе поминам на Quickie Lols, зашто да не, сега кој се најпрекрасни. Само кај ми си тоа ако го имам изгубено сега. Не ми си. Чим каснам на доручек, ќе си јадеш цел ден Quickie. Кога ќе видиш боле, ова не доручекот. Кој јадеш? Малино. Така? Да. Колку бев гладен, овие ми доаѓаат таман. Добро утро! Последен ден од Берово, за вас втор. Решив да го продолжам влогот од вчера, за да ви ги покажам само најинтересните моменти, така да... сега се спремаме, ние тука оствари се пакуваме, али денот не застанува тука, да го ќе шетаме, ќе идеме на водопадите, негде што се во близина на Пекчево, така нешто. Така да идеме таму само да завршиме со пакување и тргаме. Спакувано све е спремно. Водопадите се викаат Спиковски водопади. Таму имаме некои 37 минути возење. Леле, ова ми е најака ствар што не треба се замарам дали ми е пун телефонот, секогаш само го ставам ново и си се пуни одма бре. Па тоа е тоа, Спиковски водопади, here we come. Стигнавме на локација што мене ми е здравко, гледам дека немаме никаква мрежа на телефонот. Не можеш пример шо и да се деси, не можеш нигде да се јавиш, тука си останеш шо и да се деси. Сега зашто немам ни интернет ни ништо, не однесе до тука локацијата и сега најавме еден човек прашавме за водопадиве. Постоеле 3 водопади. За едниот имаш 15 минути пешки, за вториот имаш 40 и за третиот цел ден да одиш. И ние нели го избравме само те за 15 минути. Сега бараме некоја си портичка. И кога ќе влезеш во таа портичка, таму имаш 15 минути пешки. Ете портата. Така да, сега си пешачиме и се надеваме дека нема да не кошта ништо тоа што немаме мрежа. Што мене многу ме плаши и се надевам дека се ќе помине во најдобар ред или дека како се качуваме натаму ќе добиеме мрежа. Остануваме да знаеме што ќе се случи понатаму. Еве ги, овие ли се трите или ова едниот? Не е тоа портичка, или портичка? Не е тоа летниковец, па кај има портичка? Ова ли портичка? Дали сериозно постои порта? А гледај, вратава нема логика. Стајане во ништо, шума. Гледај, буквално не можеш да ја поминеш да влезеш ти у портата, зашо? Еве си. Ајде. Затвори врата да нема промаја. И почнуваат нашите 15 минути авантура. Со тоа што и сега по пат јас сум се уште blown away од боиве што ги гледате позади мене. И што све е толку прекрасно, све е толку жуто. Дали ова треба да го поминеме, значи. Еве ни го патот. Јас треба да поминам тука. Ова е патот до водопадите. Луѓе, ако умрам или загинам, да ме жалите. Значи кога идеш во Пекчево, после неколку ствари, можеш да ги наброиш на пола рака, што би ги посетил. Валјда не греш. И сега кога више, ова е a thing to see во Пекчево, барем направите да биде проводно бре. Се понадевав дека барем тие 15 минути ќе биде чисто пешачење. Ова ти е и планинарење, и газење на... Абе, и ова е еден од водопад. Еве го. Јас се надевам дека не се пентариме толку и не го жртвуваме својот живот за ваков водопад. Се надевам дека на крај ќе видиме некој поголем... Значи, боже! Леле, уште едно мовче. Абе, јас викам така, ама ова ствари прекрасно. Знаеш дека? Дали сакаш слики да направиме? Ајде слики. Ова е прекрасно. Слики направени. Да не напоменувам колку само е од голема важност да ме следите на социјалната мрежа наречена Инстаграм. Поради тоа што се трудиме да направиме убави сликички кои треба да ги видите, затоа што се навистина убави. Ми се допаѓа колку се е достапно, колку се е неопасно. Тука кој ќе дојде врапчето си има своја куќичка. Дали има некој да спие внатра? Домаќине? Нема никој. Гледате луѓе на шо газам, ова пропаѓа бре. Опа. Има од нешто опасност. Сериозно? За 12 метри има дива свиња? Не за 12, туку во вие 12 метри има диви свињи. Се надевам дека овој влог нема да се вика бев убиен од дива свиња. Добре, чимират луѓе позади мене. Треба да престанам со ваквиот начин на зборење и толку гласно. Одиме понатаму. Водопад на лево, WC право. WC во гранки. Еве сме, тука имаш инфо табличка за луѓе што сакаат да читаат ко мене. Леле, колку е ова убаво. Добро, вредеше. Сепак вредеше патот, ова е убаво. Не е нешто премногу да се восхитиш, сигурно може другите се поубави, али ова е убаво. Ајде да седнеме и да уживаме ова гледката. Завршивме со тој водопад. Сега идеме ли на вториот? Да, како да ви кажам дека се радувам. Идеме на вториот водопад. Шубаво. 40 на минути пешачење до горе. Патчињата гледате колку се продни. Уживаш додека си пешачиш. Гледаш некој дрво да не се откачи ти. Сега на тие 40 минути одење. Кој знае што дивечки има. Битно се е убаво. Убав викенд, прошетка во природа, есенски, лабаво. Колку убаво звучи ова.
Нели? Стигнавме до втори водопади. Пак има вратичка, оваа вратичка не е таква, оваа е друга. Сега ќе видиме што вика таблава, али се надевам дека човекот не бил управо и дека и нема 40 минути пешки. Али ајде да видиме што не чека тука. Водопад е Црн дол. Еве ги. За разлика од другите изгледаат поубаво, али дали ќе изгураме да ги видиме, не ви ветувам, ама ќе се обидеме да стигнеме што подалеку за да ги видиме и нив. Ако нешто ми се свиѓа од ова километарско пешачење, тоа е активноста. Конечно си малку активен, а не цело време по you already know, така да вака барем правиш нешто што е поздраво во животот. И так, си одиме, си пешачеме. Веќе нозеве не ми држат толку, ама нема предавање, идеме до крај. Така ли е? Леле, овако баравме. Имаше некој батка ставено на Инстаграм слика баш на овој мост. И сега на слика, ако ја направиш убаво, ако убаво си поставиш тие кадри све, може да испаднат многу убави слики. И гледај напред што има. Леле, ова е се преубаво. Леле, ова вредеше дефинитивно. Ова иначе е само што нема ни 10 минути пешачење, може имаше 10 од почетокот. Прекрасно место за седење и преубаво изгледа и за слики, нормално. Така да ако преска не ме послушате да ме заследите на Инстаграм, доколку не ме следите, ова е правиот момент да искористите оваа прилика и да ме заследите на Инстаграм. Вака изгледа мостот и со правиот кадар изгледа многу убаво и ова дрво тука, што можеш да си седнеш на него. Леле колку е добро. Што убаво. Каде сега додам? Опа! Леле, ама колку ова изгледа убаво. И пази кој дупката влага, го наоѓаш само како се крие златцево. Леле! Че гледај нагоре како е. Леле! Damn! Глебре, која прекрасна слика е тука, јас вака позади со водопадот. Си одиме од тука, преска размислував дали воопшто да тргнеме навака или не, дали да се задоволиме само со еден водопад или да сепак да отидеме на овој. Не беше иначе 40 минути, беше може 20-тина. Дефинитивно вредеше и ако некој иде на Пехчево или да не идете сега, планирате да идете, водопадиве дефинитивно треба да се посетат. Црн дол се вика овој водопад, а другиот се викаше го забореви, ше го кажав веќе во видео, кога ќе ги пишете на мапа, валјде ќе ви ги даде, ако не сега ако има тука мештани што може да ги прашате и да ви дадат инструкции каде да идете, само не ги слушате дека 40 минути се пешачи, затоа што е буквално 20 минути. Слики направивме, не знам дали ви кажав да ме следите на Инстаграм. Ќе седнеме, замисли. Памтите што ви реков дека јадеме денови? Отидам Алина, до сега ќе јадеме чоко. Чоколади. Секој сака со нив да се слади. Ја памтите таа песна? Валја можам да го завршам влогот тука. Многу ми се свиѓаше што посетив пак ново место што никогаш го немам посетено во животот. Што си поминав преубаво и што видов многу прекрасни ствари што не знаев дека постојат кај нас. Јас знам дека имам слушано Берово убаво, Берово чист воздух, а за Пехчево за водопадиве никад немам слушнато. Еве, ако и вие немате слушнато, ако не знаете, и Берово и Пехчево водопадиве, тоа не се у Пехчево водопадиве, се малце надвор од Пехчево, малце поише, али пак кратко возење, колку имате 10 минути, 20 максимум до тука. Така, да си дојдете, да си посетите, да си подишете. Ова на септември се погоди што отидовме, одбравме да идеме у есен баш, со листови е совршено. Така да ќе завршам видео тука. Фала ви за целата подршка, лајкнете го ова видео ако ви се допадна. Не заборавајте да се сапскрајбете на мојот канал. Ние се гледаме во следното видео за многу скоро.